Матна вода, домашни пумпи, полски тоалети во дворовите. Во вакви услови живеат повеќе жители низ селата низ источниот регион. Жителите на Облешево, едно од најживите села во регионот, се уште пијат вода од домашните бунари. Канализација имаат, но голем дел не се приклучени поради неквалитетната изградба на мрежата. Џабе го правиме. Ставаме фистотка, а дека на овие фистотка две жени да фрлат нешто ке се запуши. Нема, не функционира. А додека ќе иде, сите краци не се уклучени. Не. Значи неквалитетно се. Неквалитетно е. А парите и чурова. Има цевки, нема вода. Нема вода. Иначе канализација има. Вода не се пуштили, а има цевки. Истражувањето на Институтот за јавно здравје говори дека околу 40% од селата во Македонија немаат безбедна вода за пиење. Со овој проблем се соочуваат селата каде нема водовод и каде граѓаните сами обезбедуваат вода преку бунари или локални каптажи. Испремна ли е водата? Испитувате ли ја водата? Пак, да ви кажам, за тоа не сум запознаен за испитувањето, не сум запознаен. Еве вие дома испитувате ли ја водата? Па, да ти кажам право, јас имаме на стар метод. Кој е испитувал дали промене не е? И градоначалникот на општина Чешиново Облешево потврдува дека во неговата општина жителите од повеќе населени места немаат елементарни услови за живот. Моментално имаме проблем со 3 населени места у нашата општина, од кој едно поголемо село Чешиново, село Чифлик и село Ларци. Имаме проблем со водоснабдување. Луѓето немат вода за пиење. Користат пумпи, бушотини, али таа вода не е квалитетна за пиење. А дека за канализациони мрежи од 14 населени места имаме само у 3 и 1/4 место недовршена канализација. Поради немање на канализациони, водоводни мрежи и патна инфраструктура во селата во источниот регион, младите се иселуваат во странство, забележуваат нивните родители. Голем дел од анкетираните жители на селото Облешево велат дека во куќите останале да живеат само повозрастните. Те ја имам 2 сина бега у странство. Тоа е тоа. Па моите избега во Словенија, докторки се моите. 2 таму отидува и за тука не. Во земјава само 14% од населените места се покриени со канализациони мрежи. Според најавите од владата во наредниот период општините треба да пристигнат 120 милиони евра преку проекти за изградба на водоводни, канализациони мрежи, градинки, училишта. Со реализацијата на проектите се очекува над 40% од населените места да бидат покриени со канализации.